Во рамки на теренските активности кои што ги има во МРДПМН поврзани со престојниот референдум, денес сме во општините Центар и Сопиште на средби со граѓаните каде што дискутираме околу актуелната состојба, пред се поврзана со штетниот и капитулантски договор од Преспа за преименување на Македонија и македонскиот народ. Оно што го забележуваме е дека остануваат неколку впечатоци. Прво, дека власта реши да дискутира за се освен за содржината на договорот. Второ, дека бегаат од детална дебата за содржината на договорот затоа што знаат дека немаат аргументи и дека нити е зачувано името на државата, нити е зачуван македонскиот национален идентитет, а од друга страна немаме никакви гаранции за понатамошна интеграција на Македонија во НАТО и Европската Унија. Следната работа која што е факт е дека одбегнуваат да ги прикажат на јавноста уставните амандмани, иако тие се суштината и срцето на договорот. Следна работа која што ја забележуваме е дека се оди во ак на една нервоза и паника во последниве денови на силни притисоци кон луѓето да излезат и да гласаат онака како што власта очекува. Се прави притисок на јавната администрација, се прави притисок и на приватниот бизнис и тој притисок е се поочигледен и се поголем. За среќа на Македонија наидува на силен отпор помеѓу граѓаните и последното што навистина загрижува се идеите да се направи фалсификат на самиот ден на гласање, затоа што собранието не дозволи да има официјални наблюдувачи од страна на политичките партии кои што би можеле да реагираат на евентуални неправилности, но и тоа нема да помине, имајќи предвид дека граѓаните се организираат да ги мониторираат и наблюдуваат овој процес, како што добиваме информации преку разни здруженија на граѓани, а исто така ќе бидат будни и членовите на ВМРДПМН и секој евентуален потек или желба да се фалсификува волјата на граѓаните или да се намести самиот процес, ќе најде на силен и масовен отпор од страна на народот. Така што ова се впечатоците кои што ги добиваме од средбите на терен, остануваат уште нешто повеќе од 2 дена до самиот молк и 5 дена до гласањето. Волјата е јасна, е забележителна, значаен дел од граѓаните се против договорот, најголем дел одлучуваат да остануваат дома и тоа е оно што го очекуваме во недела. Благодарам.